Фала на Бога за приликава што и денес сме заедно, браќи и сестри, во рамките на 13-та сабота, кај што ќе го поделиме и она што го имаме овде на масава, ќе учествуваме во обредот Света вечера. Но пред да земеме учество во овој свет обред, еве една кратка порака од Библијата, која ќе не подсети на нешто што е запишено во Светото писмо. Ке зборуваме за царицата Савска. Името не го знам како се викала таа жена. Меѓутоа, што ме запишено во Библијата, има порака за нас. Има уште една жена, чие име не го знаеме. Сеќавате на чиј човек беше жена? На Лот. Значи, вели Лотовата жена. Знаете кога излегоа од Содом и Гомор. Меѓутоа, ајде да на почетокот да отвориме Библијата и може да ме пратите во Прва Царевите 10 од 1 до 3 и ќе читам од Матеј 12 глава 42 стих. Интересно, и Лотовата жена е спомната во Стариот Завет, но е цитирана и во Новиот. Значи Исус ја цитира, како што и ова жена ќе ја цитира и самиот Исус, еве како што спомна во Матеј 12:42. Ајде да ги прочитаме тие текстови, за да добиеме една подлога, за да можеме да тргнеме со ова наше размислување и проучување. Ја барем не сум одамна проповедал на ова тема за царицата Савска. Еве што вели текстот. Гласот со кој се здоби Соломон во Господовото име стигна до царицата од Сава. Затоа таа дојде за да го испита Соломона со гатанки. Дојде во Иерусалим со голема придружба. И сега обратите внимание, подосна ќе одиме малце подлабоко во анализа. Со камили што носија мириси, со неброено злато. Што значи тоа неброено злато? Многу злато. Подосна ќе ја кажем и бројката во наши цифри. И со бесценити камења. Откако дојде кај Соломона, поразговара со него за се што и беше во срце или на срце. Соломон и одговори на сите прашања. Не му беше скриено ништо за да не би можел да одговори. И сега Исус ја цитира во Матеј 12:42. Царицата на југот ќе се крене на суд со ова поколение и ќе го осуди зашто дојде од криштата на земјата, за да ја чуе мудроста на Соломон. А еве, тука е поголемиот Соломон. Еве овие се текстови, има и други, подоста ќе кажем во кои книги, како е да е, која е таа кралица, царица, браќи и сестри? Која била таа жена? Историјата забележала мимо Библијата дека кралицата на Шеба била владетел на Шеба или на Саба. Тој древна стара земја лоцирана во Јужна Арабија, на територијата на денешен Јемен. За неја, еве има приказни во Библијата, рековме, запишена е во Светото писмо, но мимо Библијата ќе најдете податоци за ова жена и во Куранот, например, во историјата на Етиопија, во трета книга на царевите, втора книга Летописи, и таму е опишена ова жена. Името на кралицата на Шеба не се спомнува и затоа не го знаеме. Меѓутоа, мимо Библијата може да пронајдеме податоци дека таа се нарекува Македа на етиопски и Билкис во исламската традиција. А други имиња кои се припишуваат се Никоела или Никоула. Значи, ете, тоа е името, значи, мимо Библијата за ова царица Савска. Според Библијата, втора книга Летописи и трета книга до царевите, ова жена, чие име не го знаеме, била владетел на Сава и слушнала за големата мудрост на Соломон, израелскиот цар. И еден ден решила да отиде лично да се запознае дали тоа зборување меѓу народот, меѓу народите и државите што се слуша е вистина или пак не. Сакала со своји уши, со своји очи да се увери во мудроста на овој човек. И затоа таа отишла кај него, како што читавме, со големи подароци, со зачини,
злато и скапоцени камења. Таа била толку воодушевена, што едноставно од мудрост и богатството на Соломона решила, испланирала да отиде и да го види Соломона и да го благослови неговиот Бог. И знаете што вели текстот, дека таа се вратила уште побогата, не само со мудрост, туку и со опипливо богатство. Одредени теолози велат дека одредени делови од книгата Песна над песните понекогаш се толкуваат како сведоштво за љубовната врска помеѓу Соломон и кралицата или царицата Саба или Сава. Кралицата на Шеба, Саба, тоа се различити, значи слични епитети или имиња, се појавува како царица на југот во Евангелието според Матеја и во Евангелието според Лука. Исус наведува и кажува дека таа жена, царицата од Сева и жителите од Ниневија, на кој ќе им судат? На кого? На евреите, кои ги утврлиле неговите учења. И навистина, кога читаме други историски книги, ќе видиме дека мудроста на Соломон толку се проширила и во останатите пагански држави. Ете, ова жена не била христијанка, не била еврејка, но сепак одлучила да отиде и да го види тој човек и да го запозна, не само него, туку и неговиот Бог. Толку јак силен впечаток оставил врз неја, што таа го фалела Јехова, што поставил на престол така мудар човек. И сега, ајде малце да мечтееме. Бидејќи нееме текстови, но може да си земеме за право, тоа не е греф, да малце дадеме една предпоставка, една слика да ви опишам како изгледа тој караван. Знаете, тогаш луѓето патувале со камили. Денеска председателите со што патуват? Со авиони, не, поворките што ги прават, делегациите, со мерцедеси, со коли, напред полицајци, позади полицајци, пратња, придружба, брза помош. Знаете, по закону мора и брза помош да оди кола кога доаѓа председател или кога излегува од канцеларија. Замислете, тогаш немало брза помош, немало токи-воки со антени, оние телохранителите со мобилни, но очигледно имала придружба ова жена. И напред, и назад, а измеѓу нив колона камили и самата царица. Долг караван се движел од Ерихон кон Ерусалим. Тешко натоварени камили, го читавме текстот на почетокот, носеле товар, а луѓето оделе напред, знаејќи дека крајот на долгиот пат наскоро е близо. Жената била во средината, да биде заштитена, како царица. Таа го организирала патувањето и се прашувала дали вложениот напор од тоа долго патување ќе вроди со плод и ќе биде наградена. Таа патувала, знаете колку долго? Неколку седмици. Според некои кои го пресметале тој пат на одење од низиното место до Ерусалим, бил некаде долг околу 3200 километри. Сега да ви објасна колку е тоа долго, барав некои дестинации, и најдов дека до Германија, до Штутгарт, ако отидете некаде околу 1600 километри во еден правец, и да се вратите прави некаде околу 3200 километри. Ви кои сте били знаете, замислете колку треба со кола да се оди до Штутгарт. Ајде со авион не, тоа многу брзо. Меѓутоа, од прилика таа дестинација требала да се помине. И тоа со камили, поворка. Значи, тоа патување траело неколку седмици. Ладните ноки и ужасното жешко сонце преку денот се чинело бескрајни. Околината низ која патувале била изгорена тревата од сонцето и непријатна како површината на месечината. Најлошите мигови настапувале заедно со оние песочни бури, кога ветер дувал и песок им ги сипал очите и косата. Тоа биле тие пустински ветрови. Но во срцето ова жена одгледувала надеж дека мора да стигне до целта. Мора да отиде, мора да го види. Од својата царска палата во Сава, таа постојано слушала за Соломона, тој израелски цар кој е бескајно богат,
но и бескрајно е мудар. Рекол дека гласот за Соломон се проширил длабоко низ исток. Целата земја зборувала. Сите сакале да се советуваат со Соломона и многу луѓе оделе да ја слушнат неговата мудрост. И замислете сега, таа можеби имала свој нотес на кој таа ги запишувала своите прашања и сега во тој нотес таа ги пишува прашањата и кога најпосле дошла, очигледно го отвара својот нотес сакајки да му постави милион прашања на мудриот Соломон. Секако, таа познавала многу богови, бидејќи била жена која верувала во боговите на морињата, боговите на земјата, на војните, на виното, богови на денот и на ноќта. Меѓутоа, не го познавала вистинскиот небесен Јехова или Јахве, Бог над боговите. И затоа таа отишла и решила да отиде по секоја цена, без разлика колку ќе патува, без разлика низ какви проблеми ќе помине. Браќи и сестри, начинот на кој царицата ги поставувала работите во својот живот докажува дека таа била мудра жена. И таа била мудра, но сакала да биде уште повеќе мудра и затоа отишла да се советува со Соломон. Сакала многу повеќе да дознае за небесниот Бог. И затоа, браќи и сестри, денеска сакам да нагласам следната мисла. Дали ние сме подготвени во потрага за мудроста, се да оставиме и по цена на нашиот живот, да се докопаме до таа небесна мудрост, до таа небесна вистина. Вистинската мудрост оди рака под рака со понизноста. Царицата од Сава била толку понизна и сакала, навистина, да му покаже на надворешниот свет дека бара многу повеќе, дека не е задоволна со себе си. И замислите, секој кој го видел тој долг караван си рекле, еве уште една делегација, уште една поворка е упатена кон Соломона. Кога го поминувале последниот дел од тој долг пат, го видела таму далеко Ерусалим, ги видела големите згради, но една куќа, односно една зграда ја оставила најголем впечаток. А тоа е храмот, царската палата и храмот на неговиот Бог, на Богот на Соломона. Зад неа со голем товар чекореле камилите натоварени со скапоцени камења. Со непроценлива вредност, така пишува. Некои теолози процениле дека овие 120 таланти злато, знаете колку вредат во наши цифри? Не знам дали е точно, но јас ќе ја спомнам ова бројка што ја пронедов. 26 милиарди долари. 26 милиарди долари. Таа носела подарок за Соломона. Зато и Библијата вели непроценлива вредност. Соломон, 10-ти син на царот Давид и второт неговиот брак со Бет Шеба, бил трет цар на Израел. Пророкот Натан, тој бил советник, пророк домашен, што би се рекло во семејството на Давида. Како го нарекол кога се родил Соломон? Дали ќе се сетите неговото второ име? Једуда. Знаете што значи во превод Једуда? Пророкот го благословил, замислете, го држи бебчето Соломона Једуда и вели, оној кого Бог го сака. Тоа името Једуда. Оној и навистина Бог го сакал. Бог има право да има привилегии, во смисол дека не значи дека другите не ги сака, меѓутоа очигледно му бил мил и за други луѓе вели му беше мил на Бога, му беше пријател. Бог не сака сите нас, но Једуда посебно го сакал. И зато името го носел оној кого Бог го сака. По наследувањето на престолот на својот татко, Бог му се јавил една ноќ на Соломона и што му вели? Сине, барај. Барај што да ти дадам. А Соломон што рекол? Еве го текстот. Дај му на својот слуга мудро срце, за да може да суди на твојот народ, да разликува добро и зло. Инаку кој би можел да управува со твојот народ, кој е толку голем? Дали на Бога му се допаднал овој одговор од Соломона? Да. Толку на Бога му било мило,
Толку му се допаднало што Бог му дал и мудрост, и богатство, и чест, која била толку голема, што никој од останатите државници не можел да го постигне. Соломон, браќа и сестри, се издигнал на другите цареви. Неговиот народ влегол, може да кажеме, во златен период, во мирен период од својата историја. А во тоа време, да ве подсетам, вие кои сте читали историјата, во Египет, Асирија, Вавилон биле мокни царства, силни царства и би ги згазеле израелците војно. Меѓутоа, мудар бил Соломон и не правил војни тој со другите народи. Тој имал друг начин на движење, односно на комуникација. Што току требале да настапат големите денови на Хомеровата Грција. Израел исто така било мокно царство на земјата. Ерусалим бил најубавиот град. Ниту една градба во тој дел на светот, на Блискиот исток, не можел да се спореди со храмот. Токму тогаш еден монарх отишол во посета на друг монарх. Тоа не била државна посета, туку приватна. Значи, царицата Савска отишла во приватна посета. И сега разговорот бил потикнувачки. Царицата била доволно понизна да ја открие својата глад за мудрост. Таа била гладна и затоа отишла да се нахрани со мудроста на Соломона. Исто како и неа, и тој имал висока улога на владетел. Очигледно тој бил личност што може во потполност да ја разбере. И Соломон се борел со истите проблеми како и ова царица. Се до оној миг додека тој не воспоставил чиста конекција или врска со Бога. Не само што бил разумен и мудар, туку поседувал и знаење, кој можел да се примени во секојдневните практични ситуации. Тоа го видела кога влегла во дворот, кога првиот печеток го гледа дворот, храмот, односно куќата, изградена, во однесувањето со своите слуги помошници, во квалитетот на јадењето, сето тоа го наблюдувала таа и го гледала. И видела совршеност. Видела и се восхитувала. Исто така неговата вера во Бога влијаела на неговиот живот. Тоа била чиста вистина. Тоа било средиште на неговото постоење. И навистина, браќа и сестри, кога размислуваме и за Соломона, царот Соломон својата мудрост не ја вклучил само во своите секојдневни активности, туку покажал како со неа се служи кога му служи на Бога. Например, еве да ве подсетам. Тогаш, вели, царицата од Сава ја открила неговата тајна за успешен живот. Како тоа го открила? Кога Соломон пренесувал жртви, и тој пренесувал жртви паленици, тој се поистоветувал со жртвата, со јагнето. Му било жал, плачел, зашто гледа како невино суштество, во овој смисол јагнето ќе страда за него, поред неговите греови. Тоа на царицата оставило силен печеток и го открила семето на вистината. Соломоновиот живот на тој начин бил ослободен, бидејќи неговите греови биле простени. Тој факт се темелил врз Божите избрани средства. Таа пролиена крв, секојдневно која била пролиена преку жртвите, гарантирала дека тој, како виновник, е ослободен. И денеска овде имаме вино. Символ на Христовата крв. Тој е доказ дека некој пролел крв во минатото, тој Исус Христос, и не ослободил од нашите греови. Денеска, кога сме овде дојдени да го обновиме заветот, со чиста совест треба да придеме, зашто сме се покаяле. И Бог ги бриши, Исус ги брише нашите греови, односно ги зема врз себе, како ова јагне, што Соломон ги ставал раците и ги кажал своите греови, и било заклано и принесено на жртва. Соломоновата цел во животот открила царицата не била да се учи и подучува за мудроста, туку да се бои од Бога. Тоа е било целта. Не да научи само мудрост. Да, и тоа требало. Меѓутоа, таа сакала да виде каде лежи изворот на неговата мудрост. И таа сакала да го запознае живиот Бог. Соломон живел, браќа и сестри, во склад со Божите заповеди и јасно објавувал дека Бог сака сите луѓе така да живеат, вклучувајќи ги и царевите. И царевите се обични луѓе, и ним им треба прошка, и ним им треба спасение. И сега замислете, царицата восхитена. Предпоставам дека во низиниот дневник, додека одмарала ноќта таму,
пренокела, може било и повеќе денови, го зема пенкалото и запишува во својот нотес. Еве што запишала. Моја предпоставка, но верувам чврсто дека ова го запишала. Не верував во она што се зборуваше за твојата мудрост. Се чинеше дека претеруват, но вистината ги надминува сите гласини. Не слушнав ниту колку, половина од она што се зборуваше меѓу народот. Царицата била толку воодушевена, толку восхитена и радосна, како луѓето му служат од љубов на царот, од неговите надгледници кои биле во дворот. Таа признала дека мудроста треба да биде потрега од се. Што уште позначајно, браќи и сестри, таа изјавила дека Божјиот дар на љубовта кај Соломона се излева на неговиот народ и затоа тој можел успешно да владее. Кога некој владетел владее со тиранија или со камшик, народот молчи, но само што не избувна и не пукне како балон. Тоа се случувало во минатото и гледам и сега. Некој може 10, 20, 30 години да владе со железна дисциплина, но тој балон ќе пукне ден. Соломон владел со љубов. Тоа царицата го приметила. Средбата со царот Соломон ја збогатил и умствено и материјално. И знаете што се случило? Царот Соломон толку ја благословил, односно толку ја наградил. Дупло повеќе богатство таа вратила назад. Дупло повеќе ги надминало драгоцените дарови што таа ги донела. Вредноста на највредниот дар не можела да се обележи со монетарни единици. Таа вредност било не само со пари, туку и со сознанието дека Бог е извор на секоја вистинска мудрост. Царицата од Сава била жена која создавала историја. Дури, како што читавме во Матија, Исус ја цитира. А Исус некако да цитира, тоа треба да има силна тежина. И затоа Исус ја цитира во своите изјави. Но, еве сега, додиме малце до нас. Ја видовме историјата на оваа жена. Прашање, дали сум јас подготвен да правам жртви за да трагам по мудроста по скриеното богатство. Во една прилика Соломон, еве што ќе каже, Мудри извики, 2 глава 1 до 6. Со татковски зборови Соломон ги кажува овие зборови, со љубов и мудрост. Синко, ако ги примиш зборовите на моите заповеди и ги чуваш во себе си, ако твоето уво внимателно ја слуша мудроста, ако срцето твое се приклони кон размислување, ако со нив ги поучиш синот твој, го поучи синот твој, ако ги повикаш знаењето и разумот, ако ги бараш како сребро и ги истражуваш како ризница, ќе го разбереш стравот Господов и ќе го најдеш знаењето за Бога. Зашто Господ дава мудрост, од устата негова доаѓа знаењето и разумот. Дали гледате, браќи и сестри, каде лежи одговорноста за стекнување мудрост? Дали овде приметивте? Овде се споменуват 6 пати зборчето ако. 6 пати се спомнува. Значи, лично од тебе и од мене зависи дали ќе ја бараме мудроста и низините придружни елементи, проникливост и разбирање. Но најпрвин треба да ги примиме, тие вистини да ги зачуваме во сеќавањето зборовите на мудроста кои се запишени во Библијата. Секако главен фактор, може да кажеме, е тежнењето по мудрост е марливо проучување на Библијата. Колку ја проучуваме Библијата, колку време одвојуваме, многу зависи од нас. Стекнувањето мудрост и проникливост вклучува длабоко размислување за тоа како она што го учиме може да го потребиме во нашиот секојдневен живот. Во нас треба да има желба. Сега со овие паметни телефони, апликации, еден ми се јави пријател, верник од странство и вели да му пратам библиска полка, да му испратам и книга Големата борба и некои други трактати. Вели, имам на мобилниот во PDF и Библија и полка, ама не е тоа кога јас нешто имам во раце и кога ќе си подлечам и ќе читам. Може би, овие сега модерни телефони ни го затупуват умот и се оде инстант, брзо ќе прегледаме и полка, имаме и апликација на полка и така натаму. Меѓутоа, личното проучување на Библијата е неопходен услов за барање мудрост
И не баш пријатен изглед за многу луѓе. Еве, еден човек кој имал 58 години, по име Иван, вака вели: секојаш сум работел со рацете. Тешко ме е да проучувам. А друг човек, Александар, кој имал 24 години, кој не уживал во учењето и во училишето, еве што вели: морав да се присилувам, да седнам и да проучувам. Сепак може да се негова желба за проучување. И видите што сторил Иван. Тој понатаму раскажува: се дисциплинирав да проучувам по половина час секој ден. Набрзо можев да го увидам фактот, односно ефектот врз мојот став, моите коментари на христијанските состаноци, моите разговори со другите. Сега со радост ги очекувам моите периоди на проучување и мразам нешто да ми ги попречи. Значи, не дозволува нешто да му ги попречи тие состаноци или тоа време кое го одвојува за проучување. Браќи и сестри, да, може да кажеме, личното проучување станува склоност која се стекнува со навика кога го гледаме својот напредок. Иван, понатаму се вели во овој пример, се посветил на проучување на Библијата и со текот на времето почнал да служи како старешина во една христијанска заедница. Да се направи тоа лично проучување како лично искуство, потребен е доследен напор. Но користите, верувајте, се големи. Ако оваа жена од Сава поминува 3200 километри да се стекне со мудрост и со знаење за живиот Бог, не мора да одеме ние 3200 километри. Доволно да отидеме во дневната соба, во спалната, или на некој тивко место, како исто што вели во Мати 5 глава, во својата скришна соба, и таму да одвоиме 5 минути, 10 минути, половина час, како што вели и Елена Вајд во книгата Копнежот, колку треба да одвоиме за Христа, да го проучуваме, да размислуваме. Едно време, сега да не дефинираме еден час, таа зборува, меѓутоа, живееме во едно брзо темпо на живење. Но, еве што вели Соломон, Изреки 2 глава 10 и 11 стих. Кога мудроста ќе влезе во срцето твое, и знаењето ќе и биде пријатно на душата твоја, тогаш расудувањето ќе те брани, разумот ќе те чува. Видите колку е битно да знаеме. Зошто ќе дојде времења, каква наука, што вели Павле таму во Солуњаните, кај беше? Ќе проповеда таква наука како што ги сврби ушите. Мили ствари ќе зборуваат. За да не бидеме прелажени, за да не бидеме потикнати на тие лажни гласови духови кои ќе бидат во последно време, за да ги избегнеме, овде вели Соломон, тогаш расудувањето ќе те брани, разумот ќе те чува. На кој начин мудроста, браќи и сестри, способноста, сознанието и проникливоста ќе се покажат како наша заштита. Еве уште еден текст. За да те спаси од лош пат, од човек кој говори лага, од оние што ги напуштиле патиштата на правдата, за да одат по пат на темнината. Од оние што се радуваат вршејки зло, кои се восхитуваат на расипаноста, чии патишта се криви и кои талкаат далеко од правиот пат. Како ќе можеме тоа да го осознаеме ако не знаеме вистина? Како? Вели, ќе те спасат од лош пат, од човек кој говори лага, од оние што ги напуштиле патиштата на правдата, за да одат по пат на темнината. Од оние што се радуваат вршејки зло, кои се восхитуваат на расипаност. И нека, навистина, браќи и сестри, ова прашање што сега ќе го поставам да биде позитивно одговорено. Дали сум подготвен да правам жртви, за да трагам по мудроста како по скапоценното богатство? Господ нека ни помогне да бидеме вистински трагачи по небесното богатство. Земното ќе пропадне, филозофијата ќе пропадне. И се оно што ние го стекнуваме како интелектуално знаење има своја вредност, но тој еден ден ќе исчезне. Битно е да бидеме трагачи по небесното богатство. Нека ова царица биде потик за сите нас. Да ние денеска, додека сме се уште живи, додека се уште можеме, додека се уште умот не држи, да бидеме оние вистински трагачи. Зашто што вели Давид? Ќе дојдат денови за кои ќе кажеш не ми се мили. Да, ќе откажат очите, ќе откажат ушите, ќе откажи умот, на жалост.
Гревот не притиска сите нас. Но сега е време, вели Библијата, сега е најдоброто време. Нека ова царица не потикне и нас денеска да бидеме вистински трагачи по небесното богатство. Амин.